Почитувани, Петре Шилегов, градоначалникот на Скопје, во заминување се уште молчи за наводите во аферата Профитер или како се местат милионски тендери, така што фирмите изгледа немаат потреба од работа и се откажуваат од пари, а всушност тендерите се однапред договорени. Одиме понатаму со низата договори. По Пластичарска и Есенинова, еве го договорот за улица Киро Глигоров, онаа улица од Автокоманда до Ново Лисиче, продолжеток на булеварот Србија. Повторно милионски договор, 2 милиони евра. Договор од јули оваа година, сега пред избори. Процената вредност 117 милиони 586 илјади, склучен договор 110 милиони 400 илјади денари или разликата е некои 7 милиони денари за волкав зафат, тоа е речиси ништо. И повторно, иста фирма која без реална трка, а на аукција добива 3 милиони евра за Пластичарска, еве сега на истиот начин добива речиси 2 милиони евра. Иста шема, неколку понуди, ама нема надпревар за земање на работата. Со едно намалување при електронската аукција, фирмата, онаа со највисока првична понуда, го зема овој тендер. А внатре во тендерот, почитувани, повторно цени 3 пати повисоки од реалните. Ке направам неколку споредби. Ископ со утовар и транспорт 3 пати поскап, од 163 на 475 денари за кубик. Правам споредба помеѓу два тендера на истата фирма. Гребење на асфалт од 51 денар на 142 денари за 1 квадрат. Тампонирање од 484 денари на 1140 денари за кубик, 2,5 пати поскапо. Асфалтирање од 47 денари на 114 денари и така натаму, и така натаму. Еве ги и омилените рабниците за тротоарите, цена по парче од 1 метро од 484 денари на 1128 денари или 2,5 пати. И така натаму, и така натаму. Плаќа град Скопје, нема трка меѓу фирмите, профитерот си врти. Почитувани, Петре Шилегов нема објаснување како одеднаш големи градежни фирми немаат интерес за тендери од 2, 3, 20 милиони евра во време на криза. Во време кога немаат пари за обезбедување на плата за работниците. Шилегов нема објаснување како одеднаш цените на понудата се 3 пати повисоки, а никој не сака да ги намали. Шилегов нема објаснување како одеднаш фирми пријавени на тендер, оние кои што подготвувале документација, не учествуваат на лицитацијата за земање на работата. Шилегов нема објаснување како одеднаш по аукции за намалување на цената во борба за работа, цените паѓали и до 50% од понудите, а сега одеднаш нема интерес и со само еден клик се зема тендер од 2, 3 и повеќе милиони евра. Шилегов нема објаснување како одеднаш договорите се исти како и нереалните проценки на град Скопје. Шилегов нема објаснување како одеднаш за 4 години го зголемува личниот имот за половина милион евра со плата од град Скопје. Почитувани, нема полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Шилегов. Ви благодарам.